Одредени чекори се прават кон улеснување на обврските на компаниите кон државата, истакна денеска премиерот Никола Груевски, кој изрази уверување дека од јануари следната година цените на систематските прегледи за вработените во компаниите ќе бидат намалени за 1/3. Министерот за здравство донесе одлука, таа сега треба да ја прифати и владата, и јас чврсто верувам дека ќе ја прифати, со која што од јануари следната година систематските прегледи што ќе бидат правени, кои што се по закон и мора секој вработен да ги прави еднаш годишно, цената за нив ќе се намали од 1200 на 800 денари, што е за 1/3 намалување на цената за систематски прегледи. Тоа досега беше трошок, тоа и понатаму ќе биде, но ќе биде за 1/3 помал од она што беше досега, така што ќе помогне особено за компаниите кои што имаат поголем број на вработени и за кои што овој трошок е поголемо оптеретување. Ќе имаме секако и други такви чекови. Груевски најави и ваучери во вредност од 5000 евра, кои државата ќе ги доделува за развој на бизнис план. Проектот, како што кажа премиерот, треба да почне на почеток на наредната година, а критериумите се разработуваат и наскоро ќе бидат објавени. Тие ќе помогнат на многу луѓе, особено на оние кои што ги немаат тие 5000 евра. Тие секако нема ни да аплицираат оние кои што имаат доста средства. И ним не би им било значено. Меѓутоа има многу луѓе, многу млади луѓе, но и повозрасни луѓе кои што имаат добри идеи за бизнис, кои што имаат можност да направат и бизнис план, меѓутоа им треба одреден капитал за развој на тој бизнис план и ние како држава ќе започнеме проект многу брзо, значи на почетокот на следната година, со кој што со овие 5000 евра ваучери ќе почнеме да им помагаме во развојот на нивниот бизнис план. Премиерот истакна дека овој проект е спроведуван во многу земји доста успешно, со што многу идеи се преточиле во бизнис и се вработиле не само еден човек, туку многу луѓе. Втората мерка што ја најави Груевски за олеснување на работата на предприемачите е намалување на цената за отворање фирма од страна на студенти за 50%. Владата донесе одлука цената за отворање на фирма за студенти да се намали од 2400 денари за половина на 1200 денари за студенти. А морам да ви кажам дека веќе размислуваме и таа бројка да се намали, така што она што го ветивме во програмата дека студентите кога ќе сакаат да основаат фирма и ќе имаат 50% поевтини трошоци отколку сите останати за отворање фирма, веќе е реализирана и веќе може да се користи. И повторувам дека размислуваме за дополнително, за повеќе од 50% да биде намалена оваа цена. Тоа ќе помогне на многу студенти, како што насекаде во светот студентите сакаат да најдат начин поевтин за да започнат бизнис. Најчесто тие немаат средства, немаат доволно пари, но некои од нив имаат добри идеи, имаат ентузијазам и се подготвени да се обидат да направат бизнис, да обезбедат работа за себе, но и за многу други, дали врсници, дали постари или сосема сеедно. Битно е дека ќе се даде можност на нив и преку овие ваучери, кои што ќе ги користат и тие, но не само тие, но и преку поевтинувањето на трошоците за основање фирма за 50%, може би во иднина и за повеќе од 50%, да можат да го направат тоа и да ја реализираат својата идеја. Груевски истакни дека има многу други работи кои се планирани и дека овие се само две кои наскоро ќе започнат да се имплементираат. Имено премиерот најави конкурс во средината на идниот месец за стипендии за студирање во странство на некои од првите 100 рангирани универзитети според Шангајската листа и на првите 200 од таа рейтинг листа од областа на техничките науки. Ова стипендирање за оние кои што ќе успеат да се запишат на 100 највисоко рангирани универзитети во светот и 200 највисоко рангирани во делот на техничките науки. Значи тука даваме дополнителен стимул, дека владата ќе ги прифати сите оние кои што ќе успеат да се запишат и на сите ќе им издаде стипендија која што ќе биде целосна, која што ќе покрие школарината, но не само школарината, туку ќе ги покрие и останатите трошоци кои што ги имаат студентите. Ова е охрабрување за најуспешните и оние кои што имаат највисок капацитет и кои што веруваат дека може да бидат прифатени на 100 највисоко рангирани универзитети во светот, односно 200 во делот на техничките науки, да се обидат да бидат прифатени, примени на овие универзитети и понатаму трошоците за нивното студирање и престои да бидат целосно покринени од страна на владата на Република Македонија.
Студентите претходно ќе потпишат договор дека по завршувањето на студиите ќе се вратат во Македонија за стекнатото знаење да го пренесат работејќи во некоја домашна институција, но ако решат да останат во земјата во која ќе студираат, корисниците на стипендијата ќе треба да ја вратат во трикратен износ. Конкурсот е отворен за сите заинтересирани кои своето високо образование сакаат да го стекнат во најреномираните универзитети во светот. Условите за добивање на стипендиите ќе бидат прецизирани кога ќе биде објавен конкурсот од страна на Министерството за образование и наука околу 15 јануари идната година.